Летото и есента 1944 година, единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, село по село, град по град, ја ослободуваа Македонија. На 13 ноември 1944 година со незапирлив налет, единиците на македонската војска со тешки и крвави улични борби, во кои учествуваа и ударните младински групи од градот, го ослободија Скопје. Благодарение на брзината на воените дејства и само пожртвуваната борба на скопските младински ударни групи, во градот беа зачувани поважните згради и сообраќајни објекти од разорнувањето што имаа намера да го извршат германците. Во тие акции беше спасена од минирање и браната на хидроелектроцентралата Матка, а на тој начин Скопје беше спасено од страшна катастрофа. Скопје беше ослободено и во него светна силно очекуваната слобода. Жителите на Скопје им приредија величествен пречек на борците, на ослободителите, голем број мајки и сестри ги пречекаа своите синови. Неколку дена по ослободувањето на Скопје, во него пристигнаа главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и Президиумот на АСНОМ. Ослободено Скопје стана главен град на Демократска федерална Македонија. Започнува нова ера во развитокот на Македонија. Ера во која се оформува и се организира современа држава со општествено-политички живот, културен и правен расцут на една долго непризната нација, македонската нација. Скопје како главен град на Народна, односно Социјалистичка република Македонија, во таа нова ера се развива во политичко-административен, културно-просветен и стопански центар во републиката. Скопје, градот на Вардар, со богата историска традиција во новата социјалистичка заедница на збратимените народи и народности во Југославија, стана еден од најубавите градови во земјата. Od ovoj grad zanesnova, sve što imali nam ligo dao. La 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 Bodno prolet mudari, Vardar biseren sjaj, zeleni bulevari, lipi mu krasa tvoma. O gradu moj, ti si mi znaj, radost taga zašto nija gre. O gradu moj, razkveam bran, plivna tiho na stari otkej. O gradu moj, kopneš si ti, bedna pesna, ja s tebe te varam. O Skopje moj, jedinstven grad, ti si jedinstven, najljuben moj. O gradu Во зградата на Обединетите нации пристигна палестинскиот лидер Јасер Арафат, кој на 13 ноември 1974 година му се обрати на Генералното собрание. Во својот говор од 80 минути, често прекинуван со аплауз, Арафат побара формирање единствена палестинска држава. На 13 ноември 1935 година италијанското напредување во Абисинија продолжува, но е забавено. Сонот на Мусолини за една секавична победа се покажа илузорна. И покрај големата супериорност во опременоста, италијанските трупи наидоа на тешкоти во соочувањето со грубиот терен и дадениот отпор.
Францускиот прикажувач на мотоциклистички вештини Даниел Швалер сакаше нов светски рекорд и на 13. ноември 1978 година тој се обиде да прескокне 19 паркирани автобуси. Но нешто не беше вред и Швалер претрпе ребрени фрактури. Но светскиот рекорд тој го побара од болничкиот кревет. Едно од најмногу познатите лица во шоу-бизнисот беше родено на 13. ноември 1928 година. Неговото име беше Мики Маус, херојот од многуте цртани филмови снимени во неговото креирање од страна на холивудскиот уметник Волт Дизни. Мики и неговата пријателка Мини, како и многу други личности што произлегоа од неговото перо, го направија Волт Дизни мултимилионер. Но првиот што започна беше Мики Маус и си најде место во детските срца на многу генерации низ целиот свет. Во декември 1919 година во Швајцарија е формиран Генерален совет на македонските друштва во Швајцарија. Неговата цел беше да бара да се применат принципите на американскиот претседател Вилсон и на силите на Антантата, тоест да му се даде на македонското население право слободно да располага со својата судбина, како што тоа им е дадено на другите поробени народи. По завршувањето на Првата светска војна и за време на Париската конференција, Одборот повеќе пати се обраќа до конференцијата за правилно решавање на македонското прашање. Во средината на ноември 1919 година, Одборот упатува телеграма до мировната конференција во Париз во која истакнува: Екселенцијо, главниот одбор на македонските друштва во Швајцарија, во името на целиот македонски народ, без да биде во служба на каква и да е странска политика, енергично протестира против одредбите што им даваат на македонците право да се определат за бугарската националност. Ние не сакаме да станеме орудие на бугарскиот иредентизам. Македонија никогаш не била дел на сегашното кралство Бугарија. Бугарските дипломати кои носат дел од одговорноста за несреќите на македонското население не се оквалификувани да се застапуваат за наше дело и немаат никакво право на тоа. Базирајќи се врз принципите што ја инспирираат мировната конференција, за честа на самата неја, ние бараме, ние покорно ја молиме да ја воспостави Македонија како автономна единица и да ја приклучи кон Југославија. На 15. ноември 1944 година во ослободен Белград повторно започна да излегува вестникот Борба. Како орган на Комунистичката партија на Југославија, Борба излегуваше со прекини во текот на народно-ослободителната борба и револуцијата, како продолжување на партискиот вестник, кој под истиот наслов беше забранет за време на 6 јануарската диктатура во 1929 година. Вестникот Борба ги следеше и ги анализираше сите прашања и проблеми битни за успешниот развој на народно-ослободителната борба на југословенските народи. Во Борба беа објавувани статии и написи за најважните настани во земјата и во светот. Во Борба се пишуваше за идејната улога и организаторската дејност на Комунистичката партија на Југославија. За органите на револуционерната власт во лицето на народно-ослободителните одбори, како никулци на новата народна власт што се раѓаше во текот на револуцијата. За учеството и соработката на народот со борците и други прашања сврзани за народно-ослободителната борба. По ослободувањето на земјата, Борба пишува за постигањата во обновата и зградбата на земјата. Од 1952 година и денеска, Борба излегува секојдневно како орган на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија. Три месеци по ослободувањето на Париз, главниот град на Франција му приреди голем пречек на англискиот премиер Винстон Черчил. Тоа се случи на 15. ноември 1944 година. Пред да направи обиколка на градот, придружен од генерал де Гол, Черчил положи венец на триумфалната капија.
На 15. ноември 1973 година председателот Ричард Никсон беше под силен притисок да даде оставка поради откривањето на случајот Вотергейт. Но на овој ден тој ја повтори својата решеност да остане на должноста и наведе дека не сторил ништо нелегално, ниту пак го повредил верувањето во него. Меѓутоа, по 9 месеци тој подклекна пред јавниот притисок и ја напушти председателската канцеларија. As far as the President of the United States is concerned, he has not violated his trust and he isn't going to violate his trust now. Едно од најтешките бомбардирања на германското воздухопловство на Британија се изврши во ноќта на 15. ноември 1940 година врз градот Ковентри. Кралот Џорџ VI и други личности го посетија Ковентри и ги видоа уништената катедрала и растурениот дел од центарот на градот каде што стотици луѓе ги загубија животите. Во понеделник на 15. ноември 1971 година во Обединетите нации првпат беше поздравена делегацијата на Народна република Кина. Кина го зазеде своето место откако Тајван со гласање беше отстранет од Обединетите нации. Во својот поздравен говор до Генералното собрание, кинескиот заменик министер за надворешни работи Чијао Хуанкуа рече дека неговата делегација е многу возбудена од приемот во Обединетите нации. На 15. ноември 1965 година танчерите Маргот Фонтен и Рудолф Нуреев беа во Париз, каде што приредија една од најуспешните балетски представи. Тука тие всушност ја почнаа својата турнеја околу светот. На 16. ноември 1962 година нашата република беше зафатена од големо невреме. Поради големи и непрестајни врнежи, на многу места во републикава реките се излеа од коритата и предизвикаа поплави кои нанесоа големи материјални штети. И главниот град на републиката Скопје беше зафатен од водната стихија по излевањето на водите од Вардар. Водната стихија направи големи материјални штети во градот, навлегувајќи во куќите, во просториите на работните организации и во другите јавни општествени згради. Надчовечки беа усилбите на работните луѓе, граѓани, специјализираните служби за спасување на сето она што можеше да се спаси пред разбеснетата водна стихија. Благодарение на надчовечките напори во борбата со водната стихија, штетите беа намалени и многу материјални добра беа спасени од уништување. Реконструкцијата на атентатот врз Лав Троцки беше извршена во 1971 година, кога режисерот Јозеф Лоси и артистот Ричард Бартон заедно со филмска екипа заминаа во Мексико Сити, каде што во 1940 година беше убиен Троцки. Во филмот улогата на прогонетиот советски лидер ја толкуваше Ричард Бартон. За овој филм беше извршена и комплетна реконструкција на куќата на Троцки. Против поранешниот ирански премиер, докторот Мосадек, беше поведена судска постапка. Тој беше обвинет поради подготвување револуција против шахот и беше осуден на 3 години робија во самица. Во француската фабрика за авиони во Тулуз на цивилните пилоти им беше представен суперсоникот Конкорд на 16 ноември 1969 година. Во тоа време се мислеше дека Конкордот ќе биде купен од сите компании во светот. И така на постарите пилоти им беше прикажана кабината на авионот. Можеби на обичните гледачи тој на прв поглед би им изгледал комплициран, но пилотите си заминаа импресионирани од се што видаа кај авионот, освен можеби цената на чинењето.
Na 16. noembri 1977 godina dvokratni svetski šampion v trki na koli Niki Lauda podgotвуваше нова кола, надевајќи се на нов почеток во Гранд При трката. Тој ја напушти екипата Ферари и се приклучи кон Брабам. Еве го како ја испробува новата машина која некогаш не ги исполнувала очекувањата. На 16. ноември 1944 година заврши изградбата на пругата Шамат-Сараево во должина од 242 километра. За време на 228 дена колку што траеше изградбата на пругата, ја градеа 211.371 бригадир, организирани во 887 младински работни бригади од сите краишта на Југославија. Пуштањето на пругата беше извршено на 17. ноември 1947 година во присуство на маршал Тито. По тој повод во Сараево е одржан голем народен митинг на кој зборуваше Тито. При тоа Тито на градителите на пругата им се обрати со зборовите: "Овој огромен објект што го изградивте вие, младинците, градители на нова и посретна Југославија, во економски поглед има огромно значење за натамошниот развиток на нова Југославија, за исполнување на нашиот петгодишен план, за изградба и обнова на разурнувањата што и беа нанесени на нашата земја од фашистичките окупатори." На 17. ноември 1973 година сериозните немири во главниот град на Грција Атина, први по воениот удар во 1967 година, го потресоа воениот режим од темели. Немирите почнаа 2 недели пред тоа како протест на зголемените насилства што ги спроведуваше хунтата против народот. Студентите бараа демократски слободи, укинување на воениот режим и враќање на граѓанската влада. 8 дена подоцна со друг воен удар беше сменет диктаторот Пападопулос. На овој ден, грчкиот воен суд му изрече смртна казна на студентот војник кој се обиде да го убие диктаторот Пападопулос, кој тогаш беше премиер. Обвинетиот беше Александар Панагулис, еден од најсмелите противници на диктатурата. Под притисок на светската јавност не беше извршена смртната казна над Панагулис, кој подоцна загина во сообраќајна несреќа. Додека Соединетите Американски држави со успех префрлаа луѓе на месечината, технологијата на Советскиот сојуз се концентрираше на приземјување радиоконтролни возила за испитување на тлото на месечината. Ова е луноход 1 како прибира камења примероци за испитување на земјата. Лидерите на 6 западноевропски земји на 17. ноември 1957 година се состанаа во Париз за да дискутираат за идната економска политика. На крајот од тридневните разговори во Шато Рамбюлет, водачите на Франција, Соединетите Американски држави, Италија, Западна Германија, Британија и на Јапонија дојдоа до заедничко гледиште дека најдна задача е намалување на степенот на невработеноста во нивните земји, како и задржување на стабилната валута. На 17. ноември 1969 година пејачот Том Џонс доби критика од британскиот принц Филип. Принцот мислеше дека неговото пеење е одвратно, но тоа не го загрижуваше идолот на поп-музиката. Најпосле, што е една лоша забелешка кога годишно заработувате повеќе од 1 милион фунти. I didn't think that was very nice because all the acts, you know, the best of
Заребискиот лидер полковникот Муамер ел Гадафи 18 ноември 1973 година беше посебен ден. Тој го направи своето прво патување надвор од муслиманскиот свет по преземањето на власта во својата земја пред 2 години. Патувањето беше во Југославија, каде што беше пречекан од претседателот Тито. Посетата на признатиот водач на неврзаниот свет всушност беше возвратна, бидејќи претседателот Тито беше првиот светски лидер што ја посети Либија под водство на Гадафи. Тажен крај за еден прекрасен брод. Поранешната кралица на Атлантикот, Куин Елизабет, лежи настрана во пристаништето Хонг-Конг по еден пожар. На овој ден во 1972 година јапонските спасувачки експерти испумпаа милиони галони нафта од резервоарите на овој некогаш горд океански патнички брод. Осумнаесети ноември е национален празник на Оман и во 1973 година султанот Кабус бин Саид изврши смотра на своите трупи. Но тоа беше повеќе од обична церемонија. Армијата беше вовлечена во погранична војна со Јужен Јемен, конфликт што се јавуваше често, дури од 1964 година. На 18 ноември 1977 година најадници руси и кубанци им е наредено да ја напуштат Сомалија. На аеродромот во Могадиш десетици сомалици демонстрираат на тој начин што ја метат земјата додека тие се заминуваат. Советската позиција во Сомалија беше непристапна кога Сомалија ги поддржа огаденските бунтовници во соседна Етиопија, која имаше голема поддршка од Москва. Така русите беа избркани без каква и да е церемонија. Војна парада во Лондон. На 18 ноември 1943 година британското кралско семејство седеше во Лондон Паладиум и го слушаше Ирвинг Берлин како пее една од своите песни. На 19 ноември 1944 година, кога војната се уште не беше завршена, председателството на АВНО во Белград одржа седница на која го разгледа предлогот на Великата антифашистичка народно-ослободителна скупштина на Србија за доделување на орден Народен херој на Јосип Броз Тито. Председателството на АВНО донесе одлука на Јосип Броз Тито да му се додели орден Народен херој. Свечениот чин на предавањето на орденот се изврши на 29 ноември 1944 година, кога за делото на другарот Тито зборуваше доктор Иван Рибар, кој обраќајќи му се на Тито рече: "Другар маршале, војската и партијата за сето време на борбата и движењето гледаа во тебе како на прв народен херој. Беше, си и ќе останеш символ на храброст, пожртвуваност и на големата преданост на нашето свето дело." По оваа беседа, доктор Иван Рибар му го стави околу вратот на Тито првиот орден Народен херој и од срце му честита од името на целиот народ на Југославија. Така, на Титовите гради заблеска првиот орден Народен херој, што значеше големо признание на врховниот командант на Народно-ослободителната војска, која по тешките крвави 4-годишни борби извојува слобода, војска која овозможи создавање на нова Југославија, озаконета со одлуките на АВНО и во Јајце, на 29 ноември 1943 година. 19 ноември 1977 година е одбележан со една невообичаена посета на египетскиот председател Анвар Ел Садат, кој пристигнал во Тел Авив на разговори со израелскиот премиер Бегин. Оваа посета доведе до надеж за мир меѓу двете земји, кои беа во војна по трет пат пред само 4 години и предизвика големи протести кај арапскиот свет. Следниот ден египетскиот лидер пристигна во Ерусалим за да зборува со израелскиот парламент. Таму му беше приреден топол пречек и го слушаа со внимание додека ги изнесуваше своите предлози за мир.
Во одговор, Бегин уште еднаш го формулира израелскиот став, инсистирајќи на познатата ционистичка политика. Овој настан беше големо изненадување за светот, бидејќи не даде никакви резултати. على الأرض العربية وفي إسرائيل وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير. וכולנו מאוחדים בשאיפה וברצון האלה, כפי שהיה בימי קדם. Црвената армија се проби во опседнатиот Сталинград во ноември 1942 и германската војска се најде во ужасна стапица, така што на 19 ноември двете советски армии приклештија 1 милион германски трупи кои беа доведени во смрт. Сталинградската битка, како што е познато, заврши на 2 февруари 1943 со целосно уништување на германските трупи. Уште еден непробоен зид за храброста на мажите беше совладан кога на 19 ноември 1969 година првите жени пристигнаа на Јужниот пол. Тие беа членови на една експедиција од Америка и Нов Зеланд, кои дојдоа да го проучат Антарктикот врз научна база. И на тој ден уште еден значаен настан, овој пат од спортот. Пеле, бразилскиот фудбалски крал, со 999 постигнати голови, отиде во Рио и го постигна својот 1000-ти гол за Сантос од пенал. Природно, кога нивниот идол шутира, публиката поулавува.